Во понеделникот по повод отворањето на автопатот Демиркапија Смоквица се организираше голема веселба со жива музика и чочек. Иако сите мислеа дека Министерството за транспорт и врски стои зад организацијата на прославата, сепак отаму се оградија од чочекот и одговорноста за организацијата ја презеде фирмата Актор. Колешката Јелисалфета ги има деталите. Разговараме со господинот Левтакис, кој што е музички советник за отварање на тунели, па како помина прославата? Супер! Супер! Може да види игра оро, музика, весело, оркестро, блех, све супер. Наша фирма организира забава за отварање на автопат. Охи патни на автопат. Скопје Алкидики моно 3 орес. Моно 3 орес. Максимум брзина е 4,5 км годишно. 4,5 км годишно? Да, гради 4,5 км годишно, 6 години 28 км. И супер. Актор стана позната фирма по тоа што излекувавте пари од банките во Неготино и ги испумпувавте надворено чудо од држава. Ела ре, музика, забава, актор, пари. Да, излекува пари и кес од неготински банки, кес и сега плати музика овдека кес. Музика Скопје нема транзакцијска, сега кес. Музика врати пари Скопје, економија Скопје, каталевес. Тоа весело малку иде, ајде. А ви од Актор сте? Охи актор. Јас сум актер, што знае скопско-крчките збори. Каталевес. По изразот очигледно ви прија автопатот. Кажете ми, сметате ли дека 2 патарини се многу на 20 километри? Не бе, девојче, како може од Скопје до Гостивар да има 4 ш. 2 не е ништо. Тоа значи дека граѓаните им ќе си плаќаат 2 патарини, им ќе си го враќаат кредитот за изградба на автопатот. Абе види, ти кога ќе земеш уопште не е скупо. Пази, унутра имаш патарина, имаш тунел, имаш жива музика, авторски хонорари платени према зам, па што сакате бе луѓе? Прв пат го се втосувате? Да, сега, прв пат 200 сум шишкал унутра и фрлив, тука имав некои пластични флаши, имав некои сладолед, некои хративчиња, пуканки, све фрлив унутра да му направам сефте како што треба. Влази си му на автопатот студио. Ти благодарам, Јелисалфета, а поголемата веселба што се случи при отворањето на автопатот, никој не веруваше дека токму ова може да предизвика последици и во обичното секојдневие на граѓаните на Република Македонија, например на крштевка, свадба, именден или повојница. Колегата Паша Зото во моментов баш се наоѓа на една свадба, па предлагам ако е подготвен линкот да го вклучиме. Режија, можеме? Да, можеме. Тука сме малце овде тивко како некој... Добар ли си, Ланча? Да, добар сум, Јелена, ти благодарам. Изгледа малце подранив, овде нема никој. Да, музиката ја нема. Зашто е малце ко на погреб? Зашо нема музика. Како нема музика? Нема музика. Нема музика. Што се случи? Не знам што се случува, ова не е нормално. Не се ни чувствувам ко невеста. Тоа се случува. Види, овдека свадба, а тишина, што да ти кажам, дури језиво. Кај се музичарите, дали може музичарите да земат? Знаат за Кај се кој е музичарите? Мики брзината, да не се овоем втор пут. Кој музичари бе, брат, гледаш дека не можеш да најдам, онаму идат по тунели на Партизанска, се забавлjaат. Што треба да земам да испукам некој овдека? Отварат на Партизанска булевар. Ова е тажно, да. Ова е тажно. Добро, и сега што ќе правите? Сега касетофон. Касетофон? Ке играме на касетофон. Да. Фрливо. Може да го да. Ете, драги гледачи, како што гледате, стрекно се заврши, Арчи го фати Бидермајерот. Студио? Не, треба да видат кој е Мики брзина, да дојдам таму и да биде за 2 минути овде да има музика, али ајде. Ти благодарам, Манчо.